Блеранда и прашува како да го намалиш воспалението на мускули после вежбање. Блеранда, воспалението обично, ако е она болно воспаление и тешко, најчесто се јавува кај луѓе кои што се почетници и генерално тоа знае да биде дури и голема пречка за да не продолжи човек да вежба, затоа што од болка можеби ќе си каже ќе одморам ајде 3-4 дена, а ако си на почеток и си дозволиш да одмориш 3-4 дена, тоа значи дека ќе го изгубиш и ентузијазмот и континуитетот. Затоа најдов некои работи кои што придонесуваат за да ги намалиш воспаленијата, особено оние почетнички болни воспаленија и иако порано се сметало и се сметаше дека истегнувањето придонесува за намалување на воспалението, најдов на тоа дека практично тоа е погрешно тврдење и дека многу повеќе за невоспаление придонесува foam rolling се вика, можеш да изгуглаш, но генерално тоа се ролери кои што имаат се со нерамна површина и практично треба да проаѓаш низ мускулите со тие ролери или да лежиш на нив од 15 до 30 секунди на места кај што најмногу те боли и тие најчесто ги разбиваат мускулите, чворовите и придонесуваат бенефит за намалување на воспалението. Друга работа која што најдов е топло играње со топол и со ладен туш, значи да одиш од екстрем во екстрем, да ладен туш 30 секунди па 30 секунди топол туш, тоа придонесува. Храната секако е тука вклучена за да го намалуваш воспалението. Можеби некои користење на спа услуги на еден ден после вежбањето, така да тие се работи кои што би ти ги препорачал и секако доколку ти се јави големо воспаление на мускулите, не исклучуваш да не бидеш активна, туку прави можеби следниот или понаредниот ден вежби со поумерена активност. Немој да имаш по екстремен тренинг кој што најчесто почетниците го базираат на ентузијазам да направат мускул или да ослабат.